Добар ден и добре дојдовте во најновото издание на Студио 1 за денес четврток и јас, вашиот домаќин Анета Кочишки. Овој ден, како и секогаш, секој четврток, ни е атипичен, би рекле, бидејќи правиме содржини со кои што искрено ги анимираме сите сфери и на општеството, но и на тоа што се колеги во нашата 1 ТВ. На самиот почеток и велам добар ден и добре дојде повторно на Јана Јосифовска. Јана, здраво! Здраво, Анита, добро ве најдов. Ете како и секој четврток, ова веќе станува пракса. Чест ми е што го отворам отвореното студио заедно со тебе. Така што, почитувани, добар ден и од мене и секако следете не од сега 14 часот до 23 ќе има одлични и богати содржини, секако на чело, односно со домаќинката Кочишки. На чело со мене, но и со сите вас кои што сте во тимот. На самиот почеток, кусо презентирање на содржините кои што ќе имате прилика да ги гледате и слушате во денешното издание на Студио 1. Дали пристигнаа слоновите во зоолошката градина, се уште изгледа јавна тајна, но нашиот зокифаци не би бил зокифаци доколку слоновите не имаме прилика да ги видиме денеска, веќе во првите половина час. Значи, ексклузивно од тоа како пристигнаа и како изгледаат, малку подоцна во овој првиот блок, бидејќи социјалните мрежи утринава повеќе или помалку беа барем на Твитер оптеретени со тоа какво време не пречека утринава и Славчо ќе го анимираме во првите половина час за тоа што се случува со времето и со есента во Скопје и Македонија. А понатаму ќе зборуваме и за првиот кафич за кучиња, ќе зборуваме и со Кумановскиот театар кој подготвува интересен фестивал веќе идната недела. Ќе не биде на гости исто така председателот на Сојузот на синдикати. Ќе имаме еден интересен разговор со соговорничка која што е жртва на мобинг, па ќе видиме како тоа се процесира во Македонија и што велат судовите и пресудите во однос на овие процеси кои што се реално се случуваат. Понатаму, веќе не знам што се имаме многу. Да, ќе зборуваме и со портпаролката на јавното сообраќајно предпријатие и ќе прашаме зошто конечно во Македонија не може да се купи билет за еднократна употреба и едно возење во градските автобуси и секако многу други прашања, а меѓу нив и односот на контролорите и шоферите во градскиот сообраќај, секако горлива интересна тема. Вечерниот термин е исто така атрактивен, но да оставиме нешто и за подоцна. Јана, на кусок ќе ти ја предадам палката да ги прочитаме најинтересните твитови за утринава, да го вметнеме Славчо и секако нашиот Игор, кој што замисли се врати од суд. Да, дури беше за големо изненадување тоа за нас, бидејќи нашиот редовен, како што го нарекуваме, судски известувач Игор Стефановски од рано наутро па се до вечерните часови буквално постојано на терен, известува за сите судски процеси кои што се одвиваат во земјава, особено она темпо што се наметна околу случаите, односно обвиненијата од страна на специјалното јавно обвинителство. И токму Игор е исто така наш денешен гостин во отвореното студио со кој што ќе поразговараме околу еден случај кој утрово го следеше, а тоа е одвоениот предмет за случајот Тенк, така што еве веќе Реков, обично во првите половина часа и во текот на Студио 1 Игор е дежурен известувач, бидејќи судот е место за журка изгледа новиве и последниве месеци, но денес нешто порано се прибра, што би се рекло во телевизија. Каде беше и што е денес ново? Денеска бев на раздвоената постапка за случајот Тенк, односно набавката на луксузниот Мерцедес од 600.000 евра. Оваа постапка е стрикно против екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. И денес имаше само еден сведок, тоа малце беше изненадно, но меѓутоа тоа се должеше на тоа што вчера, на вчерашното рочиште, не се појави истиот сведок. Станува збор за Страхил Глигоревски, кој е економски вештак. Да не должиме многу, имаме изјава веќе подготвено од режијата, само да сакам да напоменам дека тој потенцираше дека Мак Ауто Стар немале дополнителен профит со набавката на Мерцедесот од 600.000 евра. Имаме изјавата од адвокатката Сања Алексич, да погледнеме.
На денешната главна расправа се продолжи со сослушување на вештото лице Страхил Глигоровски, економски вештак, кој што за потребите на специјалното јавно обвинителство имаше изготвено вештачење, а секако беше предложен како сведок да се сослуша на главната расправа од страна на одбраната. Истиот на денешната главна расправа појасни дека економскиот оператор МАК Автостар при јавната набавка на Мерцедесот S6 Гард во 2012 година не остварил екстра профит, односно остварил профит во рамки на вообичајниот профит за вакви исти или слични трансакции. Да. Јана, слушнавме дел од изјавата, Игор. Јас имам едно дополнително прашање. Еве, како што напоменав на почетоков, ги следиш веќе долго време сите овие предмети и случаи. Еве, конкретно, има ли некои информации твои или располагаме со некои информации што може да се очекува од пресудата за Тенк? Така, не можеме да преюдицираме што може да се очекува од пресудата за случајот за Тенк. Конкретно, во овие моменти се очекува завршни зборови за раздвоената постапка на Тенк, каде што единствено обвинета е Гордана Јанкуловска, но тоа што можеме да го кажеме дека во секој момент се очекува апелацискиот суд да донесе второстепената пресуда против екс-премиерот Никола Груевски и поранешниот помошник министер во МВР Ѓоко Поповски. Тие беа, кривичниот суд им осуди на Груевски 2 години затворска казна, додека пак на Поповски 6,5 години затворска казна, но тоа што како што го добиваме како неофицијални брифови внатре од апелацискиот суд е дека нема да има пресуда до петок. Добро, утре е петок. Утре. Нема да има до утре. Утре имаме најавени нови рочишта за новите и познати процеси на Т или... Има едно на Т, транспортер. Тоа се однесува за возилата, односно транспортот на учениците во Битола, каде што е обвинета поранешниот градоначалник на Битола Владимир Талевски, заедно со уште 20 на вработени во општината транспортерски услуги што нудат транспортни услуги и слично. Уште едно на Т. Добро, Игор, за ова за кое што сега зборувавме, ти секако ќе го третираш во облик на прилог во дневно информативните изданија, нели изданијата на вести на 1 ТВ. Јас ти благодарам за ова учество во студио 1. Тоа не значи да не напуштиш, остани. Јана, ги најавивме социјалните мрежи и твитовите кои што денеска беа главно околу времето во Скопје и Македонија. Така, Анита, да, почитувани, да, може да се каже дека буквално социјалните мрежи, а и Твитер заедницата врие со духовити и шеговити твитови и коментари во однос на времето, кое што ете и тоа како, односно овој студ кој што го чувствуваме не фати, ако може така да се каже, неподготвени. Апропо тоа, имаше интересни твитови утринава, ќе издвојам неколку. Позитивни, дури 2 степени, добро утро македонци, зима во есен. Понатаму исто така интересен твите, македонците утрово се чувствува ко бо репрезентацијата на Јамајка на зимските олимписки игри во Калгари. Доколку се сеќавате на овој филм, навистина е духовит овој твит. Има и дека надвор температурата еко рейтингот на Мицковски, апропо поврзано со политиката, а има и такви почитувани што прашуваат кај им се пигвиндите. Така е, значи позитивни 2 утринава. Да. Славчо? Измерени плюс 2? Плюс 2 во Скопје, најстуден утринава во Берово, дури минус 3 степени. А ноќта каква беше? Што температури беа измерени? Овој студ е поради ведрата ноќ која имавме. А до крајот на денов исто така ќе остане релативно свежо и ведро време. Уште една студена ноќ ова е вечер? пред нас, не толку студена како изминатата, но ќе биде студена, значи температурите минимални ќе се спуштаат некаде од 2 до 10, а во Беровскиот регион некаде и до околу минус 1. Секогаш сум се прашувала зошто е во тоа Берово најстудено? Па, секогаш е најстудено во Берово. Е сместен така едно планинско место, значи. Добро, значи исто како и овие другиве зимски центри, ама бидејќи град во прашање, па е по-чудно. Славчо, дали може да се израдуваме на потопли температури следниот период? За среќа се ова нема да потрае, веќе од утре очекуваме
пораст на температурите на воздухот, и зголемување на облачноста, која ќе има услови за слаби локални врнежи од дожд, па максималните од утре па натаму позитивни утрински температури, а максимални дневни од 18 до 25 степени. Добро, тоа ќе биде и состојба во викендот, деновите на викенд или? Да, точно, и за време на викендот очекуваме такви температури. Значи уште еден викенд за оние кои што не стигнале да направат зимница. Зимница. Убаво време, можеби последен вака топол викенд во оваа есен. Да, иако беа најавени некои интензивни врнежи за во недела, сепак тоа нема да се случи. Добро, значи убави сончеви денови, мала облачност, можеби малку дожд, но сепак убави температури. Суво. Така. Славчо, се додека не успееме да се организираме или екипираме да ова може да го раскажува на соодветна графика, ќе ни гостува вака секој ден и низ неколку реда муабет ќе зборуваме за тоа како е времето, а обично кога доаѓа зимата сите сме исклучително обседнати со тоа какво е времето и дали ќе врне, колку ќе биде студено. Ти благодарам, Славчо, уште еднаш. Ние сме некаде во 17-та минута од овие први 30 минути. Јас сега не знам дали е Зоран подготвен да влезе. Ако е подготвен, повели. Јана, извини. Седни. Озвучен? Да, секако што треба. Добро. Имаше информација дека изминатата ноќ треба да пристигнат слоновите во Скопската зоолошка градина. Од Белгија ли се? Да. Како зборуваат? Не разбират македонски, ама ќе биде поступило. Баш ги прашав како. Не се. Но таа информација утринава беше во завиткана, да речем, во една форма дека слоновите доцнат и се уште не се пристигнати во Скопје. Но Зоран не ја биде Зоран. Рековме да ќе инсистираме на тоа, да ја посетиме зоолошката градина и да видиме дали стигнале или не. И сега малку се издадоа сами, нели? Ајде да слушнеме, имаме и краток прилог. Добро, јас ги разбирам зашто сакаат да скријат, затоа што сакаат да биде ексклузива во сабот, има журка посветена на слоновите, ама јас некако искачам дека сакам да бидам цел живот папараци. Еве, сега ова што го гледаме во моментот се моја снимка, влегов ненајавено во зоолошка, никој не ме виде. Се ја рипнав во градата, фино лепо и си снимив како више ги транспортираат од камионот во нивното живеалиште. Ова се кранови, тоа се две слоници. Овие два практично контейнери што ги гледаме таму се во нив се сместени слоновите. Како се вика, има Дуња и како беше заборев. Срамотно. Има во изјавата ќе ни кажат. Добро, значи ова се твои снимки, така? Да, мои снимки. Добро, еве веќе ги носат во нивото ги сместуваат во... Иначе, интересна информација што едната слоница е во Гинесови книги на рекорди е најголемата во светот. Таа ни доаѓа? Да, таа ни доаѓа. Живеела во циркус, таму е спасена и сега ќе се живее до крајот на животот во Скопска зоолошка без тормозење, без малтретирање од луѓе. Така ми рекоа дека се многу плашливи затоа што долг пат ги чекаше од Белгија, но кога се пристигнати, така да во моментот ги носат во нивното живеалиште тука во Скопје. Добро. Ова е твојата, значи, папараца, што би рекол ти, снимка. Малку така се потрудив да биде по веродостојна. Така, но имаме и официјален на крајот материјал, бидејќи кога сватија дека некој сака ограда да прескокне за да биде атрактивен, решија дека е подобро да ти дадат изјава и да ти кажат официјално се што има да ти кажат. Да го погледнеме и тој материјал. Да. Војо денеска стигна, уствари нокеска стигна, Војо и Тина стигна нокеска слоновита. Дали се добро? Ние не сме добро. Се шегувам, ама со сите стресови кои што ги имавме, добро се држиме со оглед на тоа што имавме неколку непреспани ноќи заради сите стресови поврзани со слоновите. Јас само ќе искористам прилика да заблагодарам на улици и патишта, на Царина, на полиција, на МВР, на сите кои што беа вклучени во целиот процес. Ние сме при крај со целата енергија, слоновите се на добро, на безбедно.
најадени, напиени, во моментов изолирани од публика. Денес зоолошката градина нема да биде отворена за посетители, ама веќе од викендов, значи од сабота, однапред се заблагодарувам за сите оние посетители кои што ќе бидат трпеливи и кои што ќе имаат разбирање за сите моменти кога ќе мора да ги затвориме и придвоиме внатре. Ние сме оние кои што сме први на удар за слоновите и за нивната добросостојба, за нивното добро. Секогаш кога ќе осетиме дека има потреба да се придвојат и да се исклучат од публика, ќе го направиме. Нас ни се и посетителите многу важни, ама разберете дека животните ни се на прво место. Тина, две девојки дојда од Белгија, зошто баш женки? Да, дојда Дуња и Даела, кој што едната е азиска слоница, е најголема во Европа од нејзиниот вид, а другата, значи Дуња е најголемата азиска слоница, а пак Даела е малечко африканско шумско слонче, која има 30 години. А жинки добиваме поради тоа што ние не сме се уште член во ЕАЗа. ЕАЗа е асоциација на Европска асоциација на зоолошки аквариуми, каде што сме кандидат за членка, тоа е нешто како Европска унија за зоолошки. И кога ќе станеме, кога ќе исполниме сите услови за членство, тогаш се надам дека во иднина ќе добиваме и мешани двојки. Така е. Војо, како ќе ги дочекате слониците? Едно сум сигурен. Што јадат, што пијат? Да, едно сум сигурен, имајте на ум дека во последно време луѓето гледам дека очекуваат дека ние ќе имаме слончиња кои што ќе се галат, кои што ќе се допираат. Истично имајте на ум дека спасуваме слонови во исто време. Ова се слонови кои што доаѓаат од циркуси, ја завршуваат својата кариера во циркус. Едната има многу години стаж, има повеќе од 30, стари се едната 49, другата е нешто помалце, околу 30, ама она што е важно, добиваат квалитетен пензионерски живот овде. За нив ќе се грижиме четворица луѓе, јас, Виктор и Бојан, кои што беа обучени во Белгија, во Paradise, од каде доаѓаат нашите слонови, и Билјана, која ни се приклучи малце подосна, четворицата ќе бидеме одговорни за нив. Куќата е во супер состојба, кикириките се спремни, нивна омилена храна, свежи јаболки, банани, се е под контрола, 9 камери кои што ќе ги следат нон-стоп на мобилен и секаде е останато. Во секој случај, како што каже и Тина, живеалиште по стандарди на ЕАЗа. Само благодарам однапред, пак ќе искористам прилика за разбирањето на сите посетители кои што нема да успеат да ги видат. Имајте на ум дека од понеделник порелаксирано ќе биде многу по-добро и за посетители. Дека во сабота имате хепенинг? Во сабота имаме големо отварање каде ќе имаме мал концерт. Тина ќе ви каже малце повеќе за концертот. Да, во сабота го најавуваме доаѓањето на Дуња и на Даела. Ќе имаме настап на Златно славече, на 5+ бенд, ќе има обраќање на градоначалникот Петар Шелегов, како и на директорот на зоолошката градина Ѓорѓе Галетановски. Исто така подготвивме едно многу интересно видео за животот на Дуња и на Даела, кој што знам дека ќе влие емотивно врз сите посетители. Затоа се надевам дека понатаму нема да ги вознемируваат. И повторно јас и Војо би сакала да апелираме за крај да доаѓаат овде и само да ги гледат оддалеку, бидејќи сепак се работи за слонови, не е тоа, да кажам, мала работа, и дека не треба да ги хранат, а најмалку да ги вознемируваат и да се приближуваат до нив. Војо, како ќе те разберат на македонски? Доаѓаат од Белгија? За сега командите ќе бидат на англиски. Дуња е огромна. Значи, колку огромна? Па таа е најголемата според Гинис во Европа. Стварно? Да. Колку тежи? Джиновска е. Даела е малце помалечка и двете се прилично нервозни со луѓе, во смисла не сакаат многу да се галат, да се допираат. Немаме отворен контакт. Да, спасени се од циркус, ама имаат многу специфично минато со сите тие трауми и се надеваме, пак ќе речам, ние имаме заштитен контакт, немаме директен. Значи ние не влагаме, не галиме, не се храниме, не јаваме слончиња. Сето тоа за нив завршило во 2015 година. Со тоа завршува и нивните акробации поврзани со луѓето. Остатокот од животот ќе треба да го поминат изолирано, бидејќи за жал не успеа нити во Белгија да се вклучат во друго крадо на слонови. Обид постоело, веќе неколку години они пробувале да ги интегрираат во група на други слонови, ама тоа е за жал неуспешно. За жал ќе мора да го остават остатокот од животот самите две. Да, почнавме краткиот разговор. Зоки, би сакала да те прашам сепак на крајот издействува изјави од надлежните на зоолошката градина. Од Војо и Тина.
Да, и многу итро, и вешто го изведе тоа, секоја чест, но еве, речи си, целата македонска јавност знаеше дека слоновите доаѓаат, зашто на почеток, еве, според тебе, би се криело тоа до, како што слушнавме најавија, до утре, фактички до сабота, како официјална презентација на Ја мислам дека тоа така затоа што не де Боже нешто може да им се случи при патот или може да угинат, тоа е сепак живо животно и затоа не прават такава фама, ја ги разбирам затоа што ако се деси тоа пак ќе биде скандал на годината. Така да се ќутат додека не сватат дека животните се веќе окей. Добро, мило ми е што имало луѓе и на обука за тоа како треба да се работи за нив. Уште помило ми е што навистина конечно во главниот град ќе имаме слонови во зоолошката после 20 на години. Јас убаво знам дека нивното живеалиште е таму кај што е и сега и меѓутоа се стоеше празно и напуштено. Еве рековме 20 на и повеќе години конечно ги доби своите жители. Дури со, би рекла, и тажна приказна слонови кои што, биле во циркус, а сега се условно ослободени, иако повторно ќе бидат, за жал, затворени, но наравно што доаѓа е Коко. Тоа е шимпанзото која беше буквално од светот, беше на 7 насновни страници во светот. Тоа е нашето шимпанзо кој е родено тука во Скопје. Мајка му починала од туберкулоза кога било бебе. Тој беше многу агресивен и осамен и сега го однеса беше на рехабилитација, ако не се лажам. Да, во Холандија и сега го враќаат назад со 5-6 шимпанзе плюс. Кога? Па мислам дека овој месец. Така да гледаш нешто се случува. Ќе правиме повторно упат. Добро. Ти благодарам, Зоран, и Јана секако во овие први 30 на минути. Нашиот колега Александар е на своето место за вестите во 14:30 часот. Александар, имаме нешто ново од оние во 12 или? Секако, Анета, постојано ги следиме најновите информации, им ги пренесуваме на нашите гледачи. Од ноќеска на полноќ почнува предреферендумскиот молк, со тоа сите чинители, односно сите оние кои што ја шират јавната пропаганда, од ноќеска на полноќ ќе треба да се воздржат од сите активности поврзани со референдумот. Исто така, Државната изборна комисија упати апел до изборната комисија и набљудувачите да работат професионално и одговорно. Исто така, тука е информацијата на основното јавно обвинителство дека формира 5-члена комисија која ќе следи евентуални противзаконски активности за време на референдумот. За сите овие информации стартуваме веднаш со вестите по кратката најавна шпица.